проектните активности може да бидат од разни области, значи не мора да се држиме само од областа или предметот ние што го предаваме, но ќе најдеме многу заедничко, например кога е екологија, тука не може да има предмет кој што не може да учествува и не може да даде придонес на некоја таква тема. Потоа природни науки, математика, општество, меѓучовечки односи, етика, секојдневје. Значи, нема тема во која што не може секој да се вклучи и да работи, а доказ се многу колеги кои што се здобиле и со награди, зборувам за колеги од други градови, други училишта, кои што се музичари, а биле наградени за некаков STEM проект или нешто од природните науки. Кај учениците на помала возраст, проектните задачи се вистински предизвик. Преку разни активности тие ја изразуваат нивната креативност, љубопитност и задоволство. Ова се зборови на мојата колешка Анета Танчева, една од највредните итвинери во моето училиште, а потоа кажува: сите изработени проекти и активности се успешно оценети и ние продолжуваме. Тоа е и нејзината главна карактеристика, секогаш е потикнувачки настроена и секогаш завршуваат од идеја до реализација, најчесто во проектите целосно се дават и навистина прекрасно умеат да имплементираат проектите во редовната настава. Тука ги гледате со маски, за да не мора да нели ги криеме лицата, самите се сокриле, ова е од периодот кога бевме во по изолација, кога почнавме да доаѓаме на училиште. Може би ќе се препознаете, ова се активности нивни, но верувам дека многу училишта од Македонија работат на слични или исти проекти, па ќе се препознаете и може би сте соработувале и со мојата колешка. Тука се другите две наставнички на кои што сум особено горда, тоа е Мартина, која што предаваше музичко половина година во моето училиште. И таа исто така е доста активен итвинер, почнавме со итвининг, таа ми беше приправник, јас ментор и како што ја упатував во редовната настава, исто така и во проектните активности. Марија со нешто помал стаж, таа само 3 месеци, исто така ми беше приправничка и ја познавам од порано, но зошто и нив ги спомнувам, зашто и тие беа клучни за ова година да се здобиеме со ознака на итвининг училиште. Иако со толку кус стаж, но придонесот беше огромен. Ова е дел од атмосферата или работата на моите колешки со учениците. Од самите фотографии можете да забележите каква атмосфера успевале да направат со своите ученици. Најчесто и се среќававме по часови и кога се во прашање проектните активности. Ова е од училницата, исто така дел од една проектна активност, и колешката Бети, наставничка по математика, Бети Стојановска, без која што не би можеле и ништо не би можело да се направи во училиштето, секогаш е редовен член во комисии, зашто кога организирате некакви проекти, секогаш имате како дел од проектот да изберете нешто, секогаш ви е потребна комисија која што има барем 3 члена и секогаш е тука редовен итвинер, но досега никогаш не пријавила некој проект. Се надевам дека во иднина ќе собере сила и таа ќе го направи тоа. Тоа е се или толку сме членови или тим на итвининг наставници од Димитар Миладинов е толку голем и тоа е некаков минимум, дури сме над минимум кој што треба да постигне некој училиште за да има право да конкурира за ознака за итвининг училиште. Што реков е многу важно и би било убаво да го направите сите тоа. Зашто кога се во септември, кога се појавивме, нели, да ги добиеме овие плакети,
Очекував да видам барем 50 училишта, зашто 52 училишта од Македонија тогаш добија виза да конкурираат, а ние само 24 конкуриравме и добивме. Значи, проектните активности ни овозможуваат да учиме едни од други, да се советуваме, да соработуваме, да правиме подготовки за проектни активности кои следат по договорен редослед, она што треба да се почитува. Националната ознака на квалитет е оценка на индивидуалната работа на секој наставник, учесник во проектот. Она што секогаш го потенцирам, да не го заборавиме. Ако сакате да се здобиете со национална ознака на квалитет, секогаш морате вие да конкурирате при тоа се што ќе наведете во конкурсот мора да го подкрепите со докази со ваша работа. Значи, исклучиво конкурирате со ваша работа и на тој начин доаѓате и до национална ознака на квалитет. Ако барем во 2 земји проектот е оценет добро и сте се здобиле со национална ознака за квалитет, веќе продолжувате понатаму. Еве, пред некој ден, поправо во понеделник, сите мислам од Македонија, за проектите се здобиле и со европска ознака на квалитет, а никој не е конкурирал. Зашто? Штом ќе се здобиете со национална ознака за квалитет, веќе продолжувате понатаму. А би било убаво и ете да слушнеме наскоро и некој од проектите во кои што сте работеле, да освоил или да добил и некаква европска награда. Она што е битно исто така, што секогаш потенцирам, дека најмногу бодови носи соработка на ученичките училишни тимови. Значи, најбитна работа е учениците од вашето училиште и учениците од другите училишта со кои што соработувате во проектот, секогаш да имаат некакви средби, да работат на некакви исти задачи и како исход од сето тоа да добијат некаков заеднички и продукт. И тоа е она, реков, што носи најмногу бодови, дури е поважно учениците да соработуваат отколку ние наставниците. Ние секогаш сме во сенка, се договораме, планираме, гледаме сето тоа да се спроведе, нагласок е ставен на самите ученици. И ова го издвоив зашто јас особено многу се восхитувам на сите уметнички предмети, особено кога е во прашање музика и ликовно, па се восхитувам и на овие мали уметници кои што се 8 и 9 одделение, а навистина создават прекрасни дела и малку се гледа и од атмосферата во одделението кога имаме наставни активности, тогаш може да се собере и повеќе тимови, сите тие да работат на различни проекти, а сите тие проектни активности може да се евидентираат во оние задолжителни наставни активности што ни се барат во последниве неколку години. Така што секогаш потенцирам работа на само еден проект може да ги задоволи сите барања што ви се дадени во или што се барат од нас во наставните активности. И сега мои согледувања на самиот e-twinning го сметам како метод, и то посложен метод на проектна настава, која е алтернатива на класичната настава, а изобилува со активни методи во кои учениците креираат проблеми, истражуваат, ги решаваат сами, учат и стекнуваат вештини за современото живење, она клучното што треба да ги научиме нашите ученици. e-twinning проект е интернет проект, често се опишува како виртуелен проект, иако реално постои, кој се реализира со користење на информатичко-комуникацијската технологија, во процес на комуникација и колаборација помеѓу училиштата од цела Европа, каде се разменуваат идеи и искуства како и можност за создавање на нови пристапи во наставата, што е исто така многу важно. И e-twinning како дел од ЕСЕП платформа, сега знаете дека сите преминавме веќе и одлично функционира, можам да пофалам ова година, поправо веќе 2003 септември,
European School Education Platform навистина нема некои недостатоци, како што бевме нели додека ја истражувавме и само кога се префрливме и премногу лесно повторно се работи со неа, како впрочем и додека бевме на старата платформа. Она што е битно да не заборавите дека две или повеќе училишта од различни земји, ова различни земји се потенцира зашто секогаш треба да бидете од различни земји и автор и коавтор за да вашиот проект може да продолжи понатаму во надпреварот за европска награда, зашто ако сте од иста земја не може ни да учествува. Значи, треба да работите заедно на проекти, да разменувате идеи и искуства. Комуникацијата се спроведува преку интернет и со користење на ИКТ алатки. Верувам дека се уште важи и законски и сме должни да употребуваме ИКТ во наставата, па ете и самите проектни активности задоволуваат тие потреби. Не знам точно за колкав процент се работи, но во секој случај ете уште една причина за да повеќе за да работиме на проекти. Значи при тоа се задоволуваат односно се создаваат партнерски мрежи помеѓу две или повеќе училишта, се дизајнират нови методи на работа, им се дава можност на учениците и наставниците од Европа да научат повеќе за културниот и социјалниот живот на другите во Европа, се создаваат врски меѓу наставниците, наставните програми и се запознаваат со различни образовни системи. Во eTwinning проект може да се вклучи цело училиште или поединец, може дури и еден наставник само со тим од неколку ученици. Се наоѓа партнер училиште, се изготвува план за работа, се споделуваат идеи, се делат обврските, се закажуваат средбите, се започнува со остварувањето на зацртаните цели. Ова е тоа на почеток кога планирав да одам со ретроспектива на сработеното, само ќе повторам да задолжително треба да се креира сметка на EU-логин, со тоа што, ако се сеќавате ви кажав, ако сте веќе биле на eTwinning и ако сте ја користеле старата платформа, на новата платформа, треба да го сторите исто со истата пошта, од причина да ви се синхронизираат, па она се што сте го работеле на старата да не ви пропадне, за да имате се на едно место, зашто ќе се поврзе она што сте го работеле на старата платформа со ова новото и не верувам некој да не знае да веќе да направи сметка на било што, зашто сите имаме мејлови, сите користиме Facebook и разни други социјални мрежи, така и тука идентично тоа што ви бараат како податоци давате, создавате сметка и кога ќе ја создадете веќе имате профил кој што на крај можете да го уредите и мојата препорака зашто многумина не ве гледам активни, се обидов неколку колеги да ги најдам, треба да едитирате профил со тоа што кога ќе кликнете на ова прозорче ќе ви се појави повеќе прозорчиња, ќе отидете на иконка што на која е побарување да бидете видни за сите eTwineri, за да можат луѓето да ве најдат за соработка. Еве како што јас се обидов да најдам некои, па не можев да ги најдам. Веројатно го немате тоа направено и од таа причина ве подсетувам уште еднаш на такво нешто, дека би било убаво да го сторите тоа. И не е лошо да почнеме и повеќе училишта од Македонија да соработуваме. Ние можеме да најдеме партнер од друга земја, арно да ни бидат некакви полигони за вежбање или да направиме, да научиме да правиме супер проекти и не мора секогаш да го пријавите проектот. Вие имате право да пријавите 4 проекти во годината, арно, ама можете да работите на колку сакате или колку енергија имате и колку време имате за работа. Така да некои може да ви бидат само реков за вежбање, кога оние што ви се попривлечни или оние на кои теми мислите дека можете да дадете повеќе, тие подгответе ги за пријавување.
Значи, e-twinning проектот започнува со партнерски договор со кој представниците на училиштата изразуваат желба за започнување на соработка. Тоа обично прво се запознавате со партнерот, па се договарате и закажувате дали би сакале да работите заедно, а обично се запознавате работејќи и на други проекти. Во тој договор се запишуваат задачите и активностите кои ќе се реализираат во рамките на проектот. При планирањето на проектот партнерите настојуваат да работат усогласено со националната наставна програма и плановите за училишен развој кои предвидуваат задолжителна примена на ИКТ. И ова е еден од проектите кој што стартуваше, поправо одобрување за него го добив на 13 ноември. Арно партнер училиштата веќе од 15 декември започнуваа со распуст, па ние сме сега на распуст до 22, па така се реши в половина декември па до 22 јануари, фактички ќе биде распуст за проектот. И планирав само тој прв месец да се запознаеме, да направиме план, да се договориме што ќе правиме, а клучни работи да ни бидат сега од февруари, март, април, мај. Така што се уште не сме, се е средено, направивме распоред, страници и се она што ќе го правиме, а самиот проект план, еве како го организирав, прво и најбитно можеби е да смислите некаков наслов што сметате дека на многумина би им се допаднал, без разлика дали се мали или големи. Се зависи за каква возраст ќе го намените проектот. Јас конкретно го наменив од градинка па до средно училиште и предвидов да се работи на сите балкански јазици и нормално англиски јазик, па покрај англиски, македонски, српски, црногорски, босански, хрватски, возрасти веќе кажав за сите возрасти, природни науки, математика, информатика, уметност. Веќе кажав дека нема проект во кој што не може некој да се најде, па така и да се приклучи некој кој не е наведен или неговата област не е наведена, подоцна може да се додаде, а самиот тој ќе се огледа и ќе види дали може да даде некаков придонес и едноставно може да учествува или да се испроба. Тоа што кажувам дека треба да вежбаме, можете секогаш да се приклучите кон некој проект кој што ќе ве привлече, иако не е задолжително да го пријавите. Нешто што е задолжително во планирањето, тоа се оние алатки што ќе ги користите, па јас набројав за аудио и видео, Canva, YouTube, Vimeo, различни алатки за вештачка интелигенција, за презентирање експерименти и симулации, дадов само фет, зашто во текот на работата на самиот проект ќе се јават уште многу и ќе видите и самите колку ќе научите или за колку Web2 алатки ќе слушнете во текот на самиот проект, зашто секогаш колегите најчесто ги предлагаат оние алатки со кои што веќе работат и кои што веќе добро ги совладале, па во текот на одвивањето на самиот проект ќе имате и неколку работилници каде што колегите од други училишта ќе ве учат како се работи во некоја од алатките, или вие ако имате некаква алатка на нив да не им била совладана доволно, ќе ве замолат истото да го направите вие. Па Twinboard за комуникација, разни форуми, тоа веќе имаме се на European School Education Platform, па видеоконференции, Facebook групи, може да биде WhatsApp, може да биде се и се што, значи вие ќе бидете тие што ќе решите, некако изгорени од досегашната работа, па честопати како со електронскиот дневник, што умееме да загубиме по некоја информација, така и тука умеевме да губиме работи и сега секогаш правиме некаква алтернатива или места каде што ќе ги складираме
ona što sme go sraботиле и она што би требало да послужи како доказ во некој проект, па подоцна ако нешто се случи, ако се избрише или слично, најчесто умееме да го враќаме оттаму. Веќе во другата недела ќе зборувам за некоја од алатките која всушност ќе ја користиме токму за тоа да правиме некаква алтернатива на самиот проект и оние клучни работи кои што ќе треба да се содржат таму, како може да се искористат на некоја соодветна алатка. Па за деца кодирање, скреч, микробит, за водење евиденција, линот, падлет, оние табли без кои што не можеме и што се лесни за работа од најмали до најголеми, па креатор на книги и слично. Потоа, за цела, како и секаде, треба да се постави опис на проект. Во самиот опис може да се само стави само цел на проект, а можете накратко секоја фаза да ја опишете. Потоа, целта на овој проект е да ги поттикне учениците, наставниците да истражуваат, да експериментираат, да донесуваат вистински заклучоци и да создаваат интересни производи во форма на книги и видеа. Потоа процес на работа, тука е тоа што го кажав, дека предвидов половина ноември и декември да ни биде запознавање и изготвување на програма. Ама многу добро знаете дека кај нас ноември е месец на наука, поправо школо млади физичари ова година беше. Во другите држави, како што е Хрватска, беа фестивали на наука. Игрејата беше да не дзирнеме малку и таму и од таму да не доловиме малку атмосфера, па од таа причина покрај тие договори и проектни работи сме се договориле да се подготвуваме и да евидентираме, како ние за денови на науката што ќе експериментираме. Од тие експерименти ќе избереме и експерименти со кои ќе учествуваме на надпреварите, значи си помагавме всушност, предлагавме што на која тема и како да направиме, а дел од извршените експерименти ќе се снимат за потребите на овој проект, иако најголемиот дел од проектните активности ќе се одвива во февруари до мај, 2 недели од ноември и декември се за планирање и подготовки, а потоа е распуст од 15 декември до 22 јануари. А додека овие февруари, март, април, мај се ударни месеци, каде што најмногу ќе се работи во февруари, март, април, во мај исто така е обемна работа, зашто во мај планираме и да видиме крајни продукти, она што ќе произлезе од самиот проект. Ама тоа е се во тоа планирање дадено, иако во од или како што ќе се одвиват работите, не значи дека нештата ќе останат несменети, значи ништо не е несменливо и секогаш одиме што е попристапно, што е поедноставно и секој да може да даде свој максимум, зашто не мора да значи дека оние што се во забавиште исто ќе работат како овие во основно и средно, не само што зависи и од возраста, туку и до знаењата и до она што може да се понуди на таа возраст. Преку овој проект учениците ќе станат повешти, посамоуверени, понезависни и ќе научат да размислуваат критички. Преку овој проект ќе се направи цврста база на знаење, споделување знаења и соработка меѓу учениците. Производите на STEAM активност ќе се споделуваат како аудио и видео порака и ќе останат како корисна и дополнителна литература во наставата. Се мисли на збирки видеа или може да биде книга, на секоја страница од книгата да биде по некаков аудио или видео запис, значи не мора да биде само текст. eTwinning партнерствата се регистрираат на Европскиот интернет портал eTwinning, кој стана дел од ЕСЕП. Интернет порталот презентира начини за наоѓање партнери и значи не мора да се грижите дека нема да умеете да најдете партнер, треба само за нешто да се заинтересирате во голем број
Сите тие помошни алатки и туторијали дури почна да се преведуваат и на други јазици, па ќе најдете нешто што ќе ви биде разбирливо и за вас. Исто така и упатства, идеи за остварување на партнерски иницијативи и активности. Откако учесниците ќе се регистрираат за партнерство, тие добиваат пристап до широк спектар на алатки и материјали за поддршка. Поддршката на eTwinning се состои од мрежа на агенции, на национално ниво дејноста администрира од национален сервис за поддршка, кој што е во непрекинат контакт со Централниот сервис за поддршка во Брисел. Во описот на проектот кој е видлив, значи имаме страница која што е видлива за сите, а имаме и страници кои што се видливи само за членовите на проектот. Значи во описот кој е видлив, првата страница се запишува целта на истиот и доколку на некого му се допадне, може да побара да стане дел од проектот. Например, целта на овој проект е учениците од основните средните училишта да развијат комуникацијска, истражувачка, тимска работа и вештини за креативност преку решавање проблеми, експериментирање и донесување заклучоци, преку креирање аудио и видео записи за рекламирање на нивната работа. Овој проект ќе им овозможи на учениците да се впуштат во светот на науката, да барат решенија за проблемите и да ги изразат своите идеи на оригинален начин.